Дали ќе престанат да се градат Казандол, Иловица и Боровдол, популарно наречени рудници на смртта, кои ќе го уништат земјоделието во целиот источен регион и може да го загрозат здравјето на 400.000 граѓани? Ние ќе водиме мудри постапки, да не нанесиме милионски штети на државата, но едно да знаете, рудниците ќе застанат. Дали навистина рудниците застанаа со изградба, ќе пробаме да дознаеме од Ланчо и неговиот соговорник. Значи, само тргнете ги прстите затоа што снимаме се, ве молам. Можеме? Да, така е студио. Тука сме со пиарот на владата за прашања за искупување на руда, минерални вредности и суровини. Како што можеме да забележиме, работниците не прекинуваат со работа. Дечки, снимаме, ве молам, тргнете ги прстите од... Значи, Рајко, те молам, па столици ти дадов за слава, човеч. Не ми се верува. Ги прекинавте рудниците на смртта. Да, тачно е, ме конташ. Премиерот е човек од збор. Рече, нема рудници на смртта, вала, нема рудници на смртта. Еве, сега дојде живот во Македонија, нели? Па не гледам дека дошол живот во Македонија, ако ти гледаш нешто поразлично. Реј, таква неинформираност, како вие што сте од вчерашни, се дешава тоа. ВМРО владееше 10 години. Така? А сега дојде живот. Ме разбираш, сега ќе се градат рудници за животот. За живот во Македонија. Ме конташ? Добро. Само. Аха! Значи, сепак ќе се градат рудници. Чуче, не може да верувам, вие ме дупите со прашања цело време, ама не појам на ниво. Океј, ќе ги одговорам. Значи, рудниците се исти, само се преименувани. Значи, не знаете разликата меѓу живот и смрт, али океј. Ова целово е нов општествен социјален програм. Сите што се жалеа како све се прави у Скопје, све е Скопје загаден, па сега не е више така. Сега и Валандово загаден, и Евгелија, и Радовише загаден. Во меѓувреме, нели, премиерот, господинот Зоран Заев, вети дека ќе ги стопира овие рудници. Дали е тоа точно? Не чујте, ти саш. Деца со петарди више, не знам кој ме дупи, дали вие, дали Значи, петарди. не се петарди, ова е рудникот работи, човече. Океј, нема везе. Зашо не сакаш да ти дам некој инфо? Као на пример продаваме Мерцедес, као на пример, не знам, менуваме болнички возила, ме конташ. Не, ја едно сакам да те прашам. Дали си нормален? Човече, не те контам од преска, не, ми влагаш више у простор. Многу си темпераментен, човече. Зашо не ги земеш скије? Малци иди осети сноу паудер, малце тргни слеј со се. тука да не го лапнеш микрофонот. Ајде, бегај. Океј. Ајде, искачај. Чао. Студио?